Топлотниот бран кој ја зафати Македонија го вклучи алармот кај институциите се со цел да се заштити здравјето на луѓето. Денеска локалната самоуправа на Штип заедно со јавното предпријатие ИСАР подели 5 тони флаширана вода за пиење со цел да ги поттикне граѓаните во овие неиздржливо топли денови да внесуваат што поголемо количество течност. Ова вода е бесплатна, сите граѓани може да се разгладат, слободно да поминат да земат и веќе интересот е доста голем, како што и сами гледате, значи граѓаните доваѓаат, ја подигаат водата и се разгладуваат во овие жешки моменти. Сакам како јавно предпријатие да кажам дека потрошувачката на вода во овој период ни е доста зголемена. Имаме некаде 293 литри во секунда потрошувачка на вода, што е ненормално зголемено за овој период од годината и представува еден вид рекорд. Сакам да употребам апел до граѓаните на град Штип дека нема да има проблем со вода, дека ние кој јавно предпријатие се грижиме за граѓаните, во секое време ќе имат здрава и пивка вода за пиење. Високи температури имаше и вчера, што ја зголеми работата на итната медицинска помош. Оттаму вела дека највеќе интервенирале кај хронично болните лица. Во поголемиот број од интервенциите се работи за топлотни удари. Во текот на вчерашниот ден имавме од 3 до 4 случаеви. Освен тоа е зголемен бројот на прегледи и кај болните со хронични заболувања. Станува збор за пациенти кои имат заболувања од кардиоваскуларниот и нервниот систем. Посебно на топлото време се жалат граѓаните од повозрастната генерација. Малку тешко. Многу се потам, не можам да поднасам, лошо ми е. Нормално шом не сме, веќе сме и у години и така е. Не може, тешко поднесувам. Градоначалникот на општина Штип, примариус магистар Илчо Захариев, даде препораки за однесување во топлото време. Како здравствен работник најнапред да препорачам на граѓаните да не се движат во период од 11 до 17 часот, бидејќи тој период е најголемо зрачењето и најтопло време, да носат лесна облека, тоа е многу значајно и битно, да јадат многу лесна храна, значи зеленчукото овошје да им бидат составителни из храната, додека мрсна храна да остава за некое друго време, да не пијат алкохол и кофински напитоци, значи тоа е мислам многу битно затоа што алкохолот уште повеќе ќе вложи состојбата. И на хроничните болни им препорачувам да си ја примаат терапијата. Во акцијата делење на вода за пиење се вклучува и општинската организација на Црвен крст од Штип, кој утре напладне покрај делењето вода пред зградата на здравниот дом во Штип ќе вршат и бесплатни превентивни прегледи за граѓаните.